Здрава на сите и добре дојдовте во Sneak Peek. Денеска ви ги представуваме 5 најважни вести. Од 1 март во Северна Македонија ќе се промени начинот на исплата на субвенционираниот студентски оброк. Наместо дневна исплата од 140 денари, од понеделник средствата ќе се наплаќаат за сите 6 дена во неделата, соопштија од Министерството за образование и наука. Македонската пошта ја објави првата поштенска марка во светот за децата со ретката болест фенилкетонурија. Марката ќе биде пуштена во употреба на 28 јуни. Поштенската марка ќе биде достапна во сите експозитури на поштата на Северна Македонија широм светот. Уставниот суд денеска го укина упатството за водење на матичните книги кој предвидуваше при вадење документи од матичните книги граѓаните да се изјаснат на која националности припаѓаат. Со укинувањето на ова упатство во иднината граѓаните нема да мораат да се изјаснат како се чувствуваат, односно во документите од матичните книги нема да пишува на која националности припаѓаат. Председателот на Украина Володимир Зеленски и премиерот на Албанија Еди Рама во Тирана го подпишаа договорот за пријателство и соработка меѓу двете земји. Тие овој договор го подпишаа во рамките на самиот Украина Југоисточна Европа, што се одржува во главниот град на Албанија. Неколку представници на ООН за хуманитарни прашања во вторникот предупредија дека ако што поскоро не престанат борбите, постои висок ризик од глад предизвикан од конфликтот во појасот Газа. 25% од населението во Газа е на раб на гладување и практично целото население за да преживее се потпира на недоволно хуманитарна помош во храна. Поздрав и се гледаме следна недела. Заследете не на социјалните медиуми.